Сатнам, Сатнам за сите. Добре дојде на денешниот час. Денеска имаме заедничка средба со која ја заокружуваме нашата медитација пракса. Имавме 40 дена мантра медитација предизвик, преродба. Секој ден заедно медитиравме со мантрата Мул мантра. Цитирањето на Мул мантра не воспоставува на патот на нашата душа и можеме и ги ослободуваме навиките кои го држат ограниченото чувство за себе. Завршуваме на 21 септември 21, но ти ако почна покасно, тогаш можеш да си ги доправиш останатите денови до датата до кога завршуваш 40 дена. Секако, оваа пракса може да се продолжи и 90 дена, 120 дена или 1000 денови. Некои од нас ја прават и цел живот, бидејќи Мул мантра е обезбеден пасош за единство и свесност. За време на овие 40 дена се сретнуваме на овие заеднички средби и се воведуваме во пењата на Ананд Сахиб. Од Ананд Сахиб се инспирираме и го прошируваме нашето разбирање за себе и како преку разбирање за себе и проширена перспектива можеме да живееме во благосостојба. Ананд Сахиб не учи да живееме во благосостојба која на сите ни е достапна овде и сега, во секој миг. Преку пеењата, мудроста на Гуру ни рефлектира и ни укажува каде сме, што правиме и што сакаме да правиме ако сакаме да живееме во благосостојба додека сме овдека на земјата. Така и денеска имаме преубава инспиративна строфа, следната строфа, 11-тата строфа од Ананд Сахиб. Заедно ќе ја прочитаме и потоа ќе се воведеме во мудроста и изворно во учењето кое Гуру ни го пренесува преку пеење. Ананд Сахиб, 11 паур. Зачувај го трајното. О сакану, секогаш мора да ја зачуваш трајноста. Ова семејство што го гледаш не може да оди со тебе. Заедно со тебе не може да оди. Зошто да останеш фокусиран на тоа? Не смее да се направи такво нешто зашто ќе се каеш на крајот. Не смее да се направи такво нешто зашто ќе се каеш на крајот. Мора да го слушнеш учењето на Гуру. Нека остане ова со тебе. Вели Нанак, сакану, секогаш мора да ја зачуваш трајноста. Приметуваме дека Гуру ја има сменета стратегијата. Во минатото пеење изборуваше за токсичниот ум, за зависниот ум. Ја прекажуваше сликата на умот и како умот се приврзува за нештата и умот создава собственост дека поседува, дека нешто е негово и создава идентитет за себе. Но Гуру не сака ние да бидеме непријатели со нашиот ум. Умот ќе биде секогаш со нас и затоа ни е потребно да создадеме пријателство. Па овдека Гуру ја менува стратегијата и вика: О сакану, секогаш мора да ја зачуваш трајноста. Поминатата средба зборувавме за нашата приврзаност кон телото, кон имотот, кон блиските, кон богатството и дека всушност ова создава илузија, создава дека единствена реалност која ја знаеме е физичката реалност. Тоа се вика маја. Илузија дека физичката реалност е единствената реалност. Сега Гуру ни кажува, секогаш мора да ја зачуваш трајноста. Природата на маја не е трајна.
раѓањето, смртта, телото, овие не се трајни појави. Овие појави континуирано се менуваат. Во секој миг се раѓаат илјадници, во секој миг умираат илјадници, во секој миг телото се менува. Се е предмет на промени. Гуру не учи да не се приврзуваме со мајата, туку да се приврзиме со тоа што е трајно. Спротивно на маја е сач. Гуру го користи зборот сач. Ова го имаме во Мул мантра, во последниот стих. Ад сач, джугад сач, хеби сач, нанака хоси би сач. Сач е тоа што е. Сач е збор за вистина, но сач е збори за перманентно. Значи, спротивно на маја, која не е перманентна, е сач, тоа што е перманентно. Зошто да се фокусираме на тоа што ќе се смени и тоа што континуирано е предмет на промена? Гуру вика, наместо на тоа, фокусирај се на сач, фокусирај се на трајното. Што е тоа што е трајно? И Гуру продолжува. Длабоко во секој од нас има нешто што е вистинско, примарно и перманентно. Поврзи се со тој квалитет кој не се менува и не е прашање на промени. Тоа е сач. Директно Гуру не поканува, наместо да се поврземе со минливоста во животот, да се поврземе со есенцијата на животот, со и самиот извор на животот. Тоа е тоа што е трајно. Но наместо тоа, ние гледаме во секојдневниот живот. Не само што сме поврзани со блиските, со пријателите, со предметите, ние сме поврзани толку и со себе, и со нашето тело, што едноставно го држиме овој живот цврсто. Ова е нашата приврзаност, ова е нашата завист. Како да се соочиме со зависноста, за да излеземе од овој мал круг? Ова не учи Гуру. Соочи се со зависноста и излези од илузијата на маја. Истинската врска што сакам да ја имам е со тоа длабоко трајно себе, а не со минливото себе. Да видиме понатаму, во следниот стих. Ова семејство што го гледаш не може да оди со тебе. Ако некогаш имаш менувано школи, различни училишта, различни работни места, дали забележуваш дека во прво време што влеземе во тој простор, се запознаваме со луѓето, со тек на време ги знаеме имињата, создаваме односи врежани и едноставно почнува да ни бидува важно што мислат за нас, како не гледаат, што мислиме ние за нив, кои се нивните проблеми, кои се нашите проблеми и нашата комуникација останува фокусирана во тоа друштво. Но ако сме сменале едно школо, потоа друго школо или трето работно место, дали после третото работно место се сеќаваш на првото? Дали се сеќаваш со кој работеше? После одадено време не се ни сеќаваме ни како се викаа луѓето. А камоли за тоа што сме правеле муабет и колку во тој даден миг ни било важно што мислат за нас. Гуру сака да ни ја укаже нашата приврзаност. Колку се приврзуваме за нешто што е минливо, за нешто што дури во период само од неколку години може да биде заборавено. Но во дадениот миг ние го држиме како нешто многу важно. На ист начин сме приврзани со нашето блиско семејство, со нашите блиски пријатели. Важно е да напоменам, Гуру во ниеден момент не учи
да не ги сакаме нашите роднини, да не ги сакаме нашите блиски. Напротив, Гуру не учи како да ја цениме оваа врска, како да бидеме присутни во овие врски што ги градиме, како навистина да имаме разбирање, но да не се фокусираме на тоа што е минливо, да се фокусираме на тоа што е трајно, на тоа што е сач, вистина, такво какво што е. Што е приврзаност? Гуру кажува дека не е важно со кој сме во светот и што правиме во светот, колку што е важен нашиот однос со тоа. А нашиот однос е одреден од приврзаноста. Дали ја има или е приврзаност кон тоа што е трајна. Значи, ние кон нешто ќе бидеме приврзани. Ама дали таа приврзаност е лажна и илузија или е вистинска и реална? Што е приврзаност? Приврзаност е неспособност да се пушти. Неспособност да се пушти животот да тече во својот проток. Всушност, наш животот не прашува дали да тече. Животот едноставно секогаш се движи. Ние сме тие што го држиме. Ние сакаме да останат перманентни работите во чија природа не е да бидат перманентни. Секој што се родил и ќе умре. Гуру ни кажува дека сите ние, можеби во овој миг, ќе го напуштиме овој свет. Зошто да живееме во илузијата и зошто да градиме лажни очекувања и да имаме лажно мислење кое гради крива слика за реалноста и да се надеваме дека нештата ќе бидат такви какви што се, истите луѓе ќе бидат секогаш со тебе и ти секогаш ќе бидеш тука. Овој однос е тој што ни создава болка и страдање. Да видиме во следниот стих. Заедно со тебе не може да оди. Зошто да останеш фокусиран на тоа? Или јас, или мојот родител, или мојот пријател, некој ќе оди прв. Некој ќе умре прв. Но ние сме толку многу приврзани со овие врски, што не сакаме да го признаеме тоа. Ние не знаеме и не сакаме да пријафатиме смртта и живееме во илузијата на Маја дека секогаш се ќе биде перманентна. Ништо на крајот нема да оди со нас, ниту твојот најблизок, никој. Секогаш оди душата како што дошла. Гуру не учи да не создаваме лажни очекувања и надежи. Смртта е неизбежна. Смртта е дел од постоењето. Смртта е дел од раѓањето. Тогаш, наместо да живееме во одбегнување на тоа што е неизбежно, зашто да не создадеме свесна врска за тоа што ќе се случи. Тоа е како на испит. Замисли, сега сме заедно на испит. Овој испит е многу важен. Сите знаевме дека ќе дојде овој миг на испитот. Ама многумина од нас не сакавме да прифатиме, бидејќи овој испит е прилично тежок, па не се ни подготвивме. Некој од нас сме подготвени. Знаевме дека испитот ќе дојде. Знаевме дека испитот мора да се случи, е неизбежно. Исто и со смртта. Континуирано мораме да бидеме подготвени и да знаеме дека смртта ни не прашува за дозвола. Таа во секој миг е присутна. Незе не треба дозвола од мене за било кој да умри во секој даден миг. Нашата приврзаност ни создава болка. Преку предметите ја гледаме истата приврзаност и со нашите блиски. Ако изгубиме мобилен, што викаме? Кај е мојот мобилен?
Дали некој го виде мојот мобилен? Каде е мојот мобилен? Толку многу ми треба мојот мобилен. Како можеше сега да го изгубам мојот мобилен? Истите терминологии ги користим и за нашите блиски. Тој е мојот татко, тој е мојот близок. Како можеше мојот татко сега да замине? Или мојот пријател? Создаваме чувство и викаме моје. Дали тој живот е наша собственост? Дали ние го поседуваме нашата мајка? Дали ги поседуваме нашите деца? Дали поседуваме некој од нашите пријатели? Дали се тие наша собственост? Ниту овој живот, ниту твојот живот е собственост на било кој. Тоа е манифестација на креативните елементи. Дури, кажуваме, отиде премногу рано. Замина премногу млад. Имаме очекување дека сите треба да живеат 100 години. Имаме лажни очекувања дека се треба да биде вечно. И си зимаме за право да кажуваме кој кога треба да си замине. Дали е во наша надлежност кој кога треба да замине? Секој миг, секој од нас може да замине. Тоа е вистината. Гуру не учи константно да се поврзуваме со вистината, а не да живееме во илузијата. На овој начин ние градиме однос со тоа што е трајно, со тоа што не се менува ниту со раѓање, ниту со смрт, ниту со телото, ниту со предметите, ниту со пријателите, ниту со работата. Гуру не учи дека благосостојба е достапна независно кој си оди и кој доаѓа во твојот живот. Како да ја намалиме, бидејќи колку е поголема приврзаноста, толку е поголема болката кога овие наши блиски заминуваат. И Гуру ни вика, зошто толку многу страдање и толку многу болка? Бидејќи сме биле фатени во илузијата на минливото. Бидејќи минливото сме го држале за драго. И тоа што најмногу доминирало во нашиот секојдневен живот е одавање важност на тоа што е минливо. Гуру вика, наместо да одаваш важност на тоа што е минливо, секогаш поврзувај се со тоа што е трајно. Секако, тагата е дел од животот. Секако дека нас ни недостига близо кога ќе замине. Секако дека на нашите блиски ние штом заминеме, ќе им недостигаме. Но кога ги разбереме врските, како мелодија на животот. Јас сум пијано, ти си флута, друг е кларинет. И секој кога ќе дојде во твојот живот е како нова мелодија. Нов инструмент дава нов тон. Кога ќе си замине, музиката повторно продолжува, бидејќи мелодијата на животот секогаш продолжува. И кога ќе си замине, ти повторно ја продолжуваш твојата песна на твојот инструмент. Повторно продолжуваш во твојата мелодија. Тоа е живење во благосостојба, прифаќање на тоа што е сач, на тоа што е такво какво што е. А во тоа спаѓа дека нештата континуирано се менуваат, но има нешто во себе што е примарно, вистинско и секогаш тука за нас. А тоа е сач. Тоа е трајната природа. Таа е природата која го анимира сиот живот, сите форми на постоење изворно потекнуваат од есенцијата на животот.
дури и целиот универзум да го снема, сач, есенцијата на животот, секогаш ќе биде тука. Таа е секогаш перманентна. Зошто да си создаваме непотребно болка и страдање, кога можеме да уживаме во мелодијата на нашите различни инструменти, додека сме тука, кога еден инструмент ќе снема, ќе дојде друг, и повторно, секој миг, мелодијата на животот продолжува. Ова е протокот на животот. Сите ние знаеме дека еден ден ќе умреме, а сепак сме толку многу заглавени ова што го нарекуваме љубов, што не ни паметиме дека вистината е таа. Да замислиме, за 100-150 години, целиот состав што сме моментално на земјава нема да биде. Ќе биде комплетно друга атмосфера, други луѓе, се ќе биде поинаку. После 150 години, кој ќе се сеќава на мене? Кој ќе се сеќава на тебе? Ако моето дете има деца, прашање дали тие ќе се сеќаваат на мене? Прашање дали ќе се сетат и на моето име? Се се менува. Ти дали се сеќаваш на твојот прадедо? Тук таму некој збор, ама толку е. За 150 години никој нема да се сеќава на мене. Тогаш, зошто толку многу важност на ова себе, кое всушност е измислено себе, не отсликува реалноста. Гуру ни кажува, поврзи се со тоа што е трајно, поврзи се со тоа што е перманентно, поврзи се со тоа што е сач. Оваа природа е вечна. Поврзување со телото е смрт на телото. Поврзување со пријателите е смрт во пријателството. Поврзување со куќата е смрт на предметите. Поврзување со имотот е смрт. Бидејќи сето ова е прашање на промени. Значи, доживување на смрт е кога се поврзуваме со краткотрајните нешта. По поврзување со вечноста се поврзуваме со перманентното себе. Животот, ова е приказната на животот. Ова е приказната на која животот се анимира себе си, се отелотворува, ја свири својата мелодија. Не смеш да направиш такво нешто, зашто ќе се каеш на крајот. Колку е поголема приврзаноста, толку е поголема болката на пуштање. Приврзаноста е неспособност да се пушти. Се го држиме за драго телото, умот, заборавајќи дека секој миг може да не снема. Поврзи се со тоа што е трајно и нема да страдаш во ниту еден миг, бидејќи Гуру кажува, животот е радост. Животот е радост, поврзани во изворот на примарната радост, а тоа е перманентноста. Колку повеќе сме поврзани со перманентноста, толку повеќе ги цениме работите во животот и не сме зависни дека мора секогаш тука да бидат. Срегни сме независно. Ако секој ден се подсетуваме, буквално секој ден, и се подготвуваме дека смртта е дел што ќе се случи секој миг, и се подготвуваме како за испитот, кој ќе дојде ќе биде природно да пуштиме. Природно да пуштиме тоа што држиме и повторно да останеме во анант, во благосостојба. Благосостојба во перманентното. Мора да го слушнеш учењето на Гуру. Нека остане ова со тебе. Нашата перманентна врска е таа што денеска не е
Денес ево ред што ќе се сетиме, но мораме константно, бидејќи веќе во следниот миг ние забораваме. Веќе во следното прање толку се инволвираме во нештата, во врските, што ние пак забораваме. Гуру кажува, нека остане ова со тебе, за секогаш. Ние секој миг се тренираме и се подсетуваме дека се поврзувам со тоа што е трајно. Се поврзувам со тоа што е перманентно. Вели Нанак, сакану, секогаш мора да ја зачуваш трајноста. Нашиот ум е наш слуга. Сакаме да бидеме пријатели со умот. И умот треба да не слуша. Умот треба да биде трениран. Умот треба да биде обучен. Кога е обучен, е многу добар слуга. Ке не поврзува во секој даден миг со тоа што е трениран да се поврзува. Ако е трениран да се поврзува со тоа што е менливо, секогаш ќе бара во краткотрајните задоволства на животот. Ако е трениран и се поврзува со тоа што е перманентно, може да ужива во животот без разлика на менливоста, што е природа на нештата. Смртта не е траума. Смртта е неизбежна. Се во природата функционира благодарение на смртта. Дури ако земеме и храната што јадеме, сега не е дебата дали јадеме месо или јадеме растенија и билки. Едноставно, што и да јадеме, тоа нешто мора да доживее одредена трансформација, одредена смрт. Смртта е дел од животот. Едно растение, кога се разградува, создава почва, храни услови за да може друго растение да изникне. Смртта е во секој миг. Поради смртта обстануваме, поради смртта се регенерираме, поради смртта се случува раѓање. И наместо да гледаме како траума и нешто за кое не треба да се зборува, дури има верување не ја повикувај смртта, ама смртта не треба да ја повикаме. Смртта е секогаш тука. Туку нашата илузија дека не е тоа што е штетно по здравјето на човекот и генерално и по здравјето на општеството. Кога не ја негуваме мислата за смртта, кога не негуваме разбирањето за смртта, во општеството не достига длабочина, не достига вистинска комуникација, нема вистински параметри, нема вистински вредности, бидејќи животот е комплетен само кога се е вклучено во животот, а смртта не е одвоена од животот, туку е дел од природата на нештата, дел од создавањето, дел од процесот на продолжување на живот. Есенцијата на животот е секогаш во перманентното. Се може да се распадне. Перманентноста секогаш ќе биде тука. Ова е мелодијата на животот. Ова е мелодијата на примарната изворна енергија. Со тоа се поврзуваме и со тоа живееме и во тоа се фокусираме. Во сач. Со мул мантра ние градиме однос со сач. Цитирањето на мул мантра е отелотворување на квалитетите на перманентноста. Се доживуваме и се будиме во нашата вистина, што е тука, овде и сега, во овој миг. Ова е нашето ослободување од навиките на нашето его, на нашиот мал ум, токсичниот ум, што во минатата строфа го нарече Гуру, за да ја доживееме и живееме нашата благосостојба, патот на нашата душа.
На овој начин е променета судбината. Напишаното е препишано, односно се пишува во секој миг, во дадениот миг, во будната свесност за огромноста и есенцијата на трајното. Пораката на Гуру е: не се приврзувај толку длабоко со таа љубов што ќе се претвори во болка. Поврзи се со вистинската љубов, што вечно те држи во благосостојба. Ова ние навидум го знаеме, но брзо го забораваме. Преку пракса, преку комуникација, преку подсетување, ние ја држиме оваа трајна врска, перманентна. Оваа љубов е секогаш со нас. Перманентната љубов не остава никогаш. Секогаш е со нас. Рефлектирај на следниве прашања и забележи како твојот однос се менува. Помисли кога твоите приврзаности ти донеле болка. Потсети се како беше, или можеби и се уште ти носат. Како практично може да ги намалиш твоите приврзаности кон твоите сакани? Што ќе правиш ти за да ги зачуваш учењата на Гуру блиску до себе? Дај си простор, рефлектирај на овие прашања и секој ден се поврзуваме со тоа што е перманентно. Прекрасно. Ананд Сахиб е извор на мудрост. Ананд Сахиб е прекрасно пеење за нашата перманентна благосостојба. Сега ќе ја направиме заедно мул мантра. Благодарам на сите за присуството и за учеството. Продолжи со медитацијата ако се уште не си остварил 40 дена, а за тие прв пат што го гледаме ова видео, може да ми пишеш, се уште се достапни инструкциите и можеш од денеска да почнеш за прв ден. Некој од нас нема да престанат со мул мантра. Мул мантра сегде во светот се цитира секој ден. И тоа е големината на овие универзални звуци. Седни во исправена положба во која можеш да медитираш. Кажавме ако сме на почеток и не сме навикнати во седењето, можеш на столче, можеш на кревет, се додека рбетниот столб е исправен. Ке се вклучиме со Ади мантра и оваа мантра е под видеото. Најпрво, ако за прв пат се среќаваш, оди со протокот на целата оваа средба, а потоа дополнително ќе имаш можност да ги научиш деталите околу праксата. Седи високо, диши длабоко. Издиши. Диши. Издиши. Диши. Издиши. Протри дланките. Gurudev Namo
Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgurei Namah, Jugadgurei Namah, Sadgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Diši dlaboko, Muband. Izdiši. Sad nam vracate v Gyan Mudra ili v skutot. Fokus na tretje oko. Ek. Om. Ka. Sa. Na. Karta. Jap. Sach.
Nanak hosi Visach. Ik Ka Sa Karta Prasad Jap Sach Jugat Sach Heb Sach Nanak
Ka Sa No. Karta Diši globoko, suspendiraj život. Slušaj mentalno mantrata. Izdiši. Diši globoko, suspendiraj život. V relaksirano telo mentalno slušaj mantrata. Polako izdiši. Diši. Izdiši. Vidi so sebe in reflektiraj.
Diši lesno i vrati se nazad. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. Благодарни сме и благословени што овие учења се со нас, што овие учења стигнале со нас и што имаме можност да ги практикуваме. Во вечно сум благодарна што можам да слушам, можам да учам и можам да зборувам од гласот на мудроста. Ти благодарам за присуството, секое присуство е значајно. Пиши ми кој учествува, на вистина допринесува многу, менува индивидуално свет, менува глобално свет. Прекрасни 40 дена, следната средба ќе биде најавена за новите 40 дена медитација предизвик. Ако нешто испуштив или ако нешто сакаш да споменеш, или ако имаш прашања, достапна сум, контактирај ме и се што можам да помогнам. Овде ќе го заокружиме нашиот 40 дена медитација предизвик. Остани во добро здравје, добро состојба и благосостојба. Се подсетуваме на Ананд секој миг во нашиот живот. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Nam Sa Nam Sa Nam. Љубов за сите, мир за сите, светлина за сите. Сатнам.